во организација на црковната општина Свети Ѓорѓија од Чаир и невладината организација До дома движење за организирана духовна обнова на Македонија во рамките на Скопската епархија на Македонската православна црква и со благослов на архиепископот Стефан, еве за прв пат ја имаме седмицата посветена на Светото писмо. Не случајно 7 дена, затоа што сакавме во континуитет од 7 дена со сите овие активности што ги имаме во рамките на овие 7 дена, на сите оние што сакаат да им ја приближиме содржината на Светото писмо, односно да им ја приближиме Божјата порака на Светото писмо до секој оној што е гладен и жеден за неа. И затоа, започнавме од 16 мај, еве сега сме 19 мај, завршуваме на 22 мај, на 16 мај предавањето беше овде во Младинскиот културен центар и беше насловено Библијата Божја порака до отпаднатото човештво. Првото нешто што ние разбираме во Библијата е тоа дека ние сме отпаднати од нашиот Творец и живееме живот кој не е онако како што тој го промислил и благословил за нас. И затоа тој ни праќа порака преку пророците, а како врвна порака е и неговиот син и нашиот спасител Исус Христос и испраќањето на Светиот Дух, нашиот небесен татко, тој што е вечниот, сака нас кои сме отпаднати од него повторно да не приведе во таа состојба на постојање за која сме создадени од него. И сите овие предавања, вклучувајќи со првото предавање, се буквално искаени со оваа порака, со оваа нитка. Затоа второто предавање кое беше одржано во црковната општина Свети Ѓорѓи Чаир беше насловено Смислата и значењето на Стариот Завет, што се случувало пред доаѓањето на Месијата. Третото предавање беше Смислата и значењето на Новиот Завет, со доаѓањето на Месијата и што се случува по неговото доаѓање. И еве денес на 19 мај во Младинскиот културен центар имаме една трибина. Не случајно сакавме да имаме една трибина, кај што ќе имаме воведничари во трибината. Воведничарите на трибината ќе бидат презвитерот Игор Калпаковски, доктор Коста Милков и господинот Горан Вличковски, луѓе кои живеат со Библијата, кои дишат со Библијата, со Божјата порака. Сакавме преку нивното искуство, но и преку искуството на сите оние што ќе бидат овде присутни, да се засведочи темата на денешната трибина, а тоа е Библијата како Божја порака. Божја порака за осмислено и благословено лично, семено, црковно и општествено живење. Тоа е програма, така ние христијаните тоа го разбираме. Бог ни дава програма како нашиот личен, семен, црковен и општествен живот да замириса на смисла и да добие негов благослов. Боже, сила небесна, да се кренам, да се извишам, како звезда јас да огреам, химна да му запеам. Нека расте, о Боже, родот убав мој, златен дожд, од мудрост долго нека пие, нека биде, о Боже, вечен родот мој, нека е, што не сме ние. Денеска на 16 јуни го организираме овој настан тука пред соборниот храм Свети Климент Охридски, како вовед во седмицата посветена на Светото писмо. За втор пат во рамките на Скопската епархија на Македонската православна црква по организација на Движењето за организирана духовна обнова на Македонија и се разбира на Скопската епархија на Македонската православна црква организираме седмица посветена на Светото писмо. Оваа седмица ќе биде од 18 до 24 јуни. Секој ден тука во соборниот храм Свети Климент ќе има предавања посветени на Светото писмо и на сето оно што е поврзано со Светото писмо и со христијанскиот живот.
целта на оваа седмица посветена на Светото Писмо е што повеќе нашите православни верници христијани да се потикнат, да се внурнуваат, да завлегуваат во содржината на Светото Писмо, во содржината на Божјата објава, затоа што само така ние како христијани, како православни, како членови на Црквата Христова во Македонија, осознаваме дека само со навраќање на автентичната вистина Божја, само со практикувањето на вистинската објава во нашиот живот, само со исполнувањето на заповедите Христови, само на тој начин може да се потикне сериозен процес на духовна обнова на овој народ. Значи, духовна обнова на секаков план. Кога човекот ќе се обнови внатре како личност, тогаш се околу него започнува да се обновува. Ако се обновува на духовен план, ние се обновуваме на етички план, се обновуваме на семеен план, се обновуваме на општествен план, на сите нивоа на постоењето. Слава на Отецот и на Светиот Дух, сега секој што сите негови. Амин. Отче наш, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен дај ни го денес и прости ни долговите наши, како што и ние ни прощаваме на нашите должности. Не обидуваме во искушение, но избавај нас од лукавиот. Царството и силата и славата на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во векови. Амин. Благословот од нашиот небесен Отец во името на неговиот единороден Син со силата на Пресветиот Дух негов да биде во вас, Бог да ве води, Бог да ве просветува, Бог да ви дава сили да чекорите по духовната лествица кон Царството негово. Амин.